Малкумина се оние што го љубат крстот на Исус Христос. Многумина го љубат Исусовото небеско царство, а малкумина се тие што би го понеле неговиот крст. Многумина ја посакуваат неговата утеха, а малкумина го љубат неговото страдание. Многумина сакаат да се со него на трпезата, а малкумина се тие што сакаат да постат со него. Сите сакаат да ја делат неговата радост, а малкумина сакаат нешто да претрпат поради него. Многумина одат по Исус до прекршувањето на лебот, а малкумина до питието од чашата на страданието. Многумина се восхитуваат на неговите чудеса, а малкумина одат по него до погибелот на крстот. Многумина го љубат Исус додека не ги снајде некаква неволја. Многумина го благословуваат и го фалат додека ја примаат неговата утеха. Но, ако Исус се сокрие и ги напушти за некој час, тие започнуваат да роптаат или да очајуваат. Но оние што го љубат Исус поради Исус, а не поради самите себе, го благословуваат во секоја неволја и мака, исто како и во најголемата утеха. И кога не би сакал никогаш да ги утеши, тие сепак би го величале и секогаш би му благодареле. О, колку е само моќна љубовта кон Исус кога е чиста и кога во неа не би имало никакво самољубие ниту себичност. Не заслужуваат ли име наемник оние што секогаш бараат само утехи? Не докажуваат ли дека себе си се сакаат повеќе отколку Исуса Христа, зашто секогаш мислат на својата добивка и на својата корист? Каде е оној што на Бога ќе му служи бесплатно заради Бог самиот? Ретко се наоѓа човек толку духовен кој би се одрекнал од се. Кој ќе најде вистински сиромав по дух, одвоен од секое создание. Треба да се бара далеку и до крајот на светот, зашто вреди повеќе и од бисер. Кога некој би го дал сето свое богатство, се уште тоа не е ништо. Ако многу трпи, и тоа е само малку. И ако ги знае сите науки, сепак е многу далеку. Дури и ако е сосема духовен и целосно побожен, сепак многу му недостига. Му недостига тоа што му е најпотребно. А што е тоа? Тоа е, откако напуштил се, да се напушти и самиот себе. Да излезе од себе и сосема да се исчисти од себељубието. Најпосле, кога ќе направи се што знае дека треба да направи, сепак да мисли дека ништо не направил. Малку нека го цени тоа што би можело да се смета како нешто големо и искрено. И нека исповеда дека е залуден слуга според светите зборови. Кога ќе завршите се што ви е заповедано, речете: бескорисни слуги сме. Тогаш ќе биде навистина сиромашен со духот и одвоен од се. И ќе може да рече со пророкот: јас сум осамен и сиромав. Сепак, никој не е побогат, помоќен, послободен од оној што умее да остави се и себе си и да застане во последниот ред.